Добар ден, почитувана публика, и добродојдовте во 69-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Еве 19 септември ја снимаме емисијава, можеби ќе биде 20 или 21 дури да биде во етерот. Сепак ова нема да ни биде официјално почеток на третата сезона. Тоа ќе го оставиме за малку подоцна оваа година или можеби ќе биде дури и идната година. Да почнеме прво со едно извинување, нема во етерот малку подолго време и после оваа епизода можеби ако се има среќа можеби ќе снимеме уште една, меѓутоа очекувате една малку подолга пауза од нас. Ние сега влегуваме во еден процес на транзиција. Се надеваме дека следната епизода наша ќе биде од нашето ново студио. Бидејќи имавме среќа, добивме малку спонзорство од Сорос, од Аденауер и од евреите, па така ќе имаме малку камери од воздух, птичја перспектива и така натаму. И од тоа како беше името Бил Гейтс. Да, зашто му ја поддржавме агендата околу COVID. Да, шала на страна, сериозно е дека дока таму некаде до ноември, можеби декември нема да има редовни емисии, ако има нешто ќе биде така импровизирано. Денеска за тема земаме скорешно интервју во емисијата Заспи ако можеш на господин Војслав Зафировски. Човекот настапува во својство на понанешен припадник на Интегра и преминувач во ВМРО ДПМН. Па да почнеме со клиповите и самиот човек само ќе се разјасни се. Да, ќе го запознаеме и човекот и се што има да зборуваме. Да. Партијата Интегра. Сега сте дел од ВМРО ДПМН. Што се случи вака директно да ве прашаме? Веднаш и директно ќе ви одговорам. Најнапред со срце и душа влегов во Интегра. Максимално се посветив, се дадов себе си во неа. Затоа што верував во либертаријанските принципи, кои се многу јасни, многу едноставни. Слобода на мислата, слобода на говорот, слобода на иницијативноста, владење на правото подеднакво за сите, достапност на правдата подеднакво за сите и се разбира почитување на корпусот човекови слободи и права на сите граѓани. Меѓутоа, тука нема ништо спорно, освен јас би рекол еден од главните постулати на либертаријанството е заштита на приватната собственост. Тоа како ти човек кој го познава добро либертаријанство, ги знае сите. Да. Мене ме привлече човек со вакви многу јасни ставови за човекови права, за законитост, за се. А таму во најавата видов дека работел нешто во МВР. И само тоа ме натера да, како сум јас полюбитен човек, да истражам, да видам биографијата на господинот Зафировски. Да, имаме тука на екран. И не е целата, јас сум ја ги извадил само битните делови за она што ќе го говори во емисијата. Она што му е вовет на него како либертаријанец, што објаснува, што се негови животни постулати, што е негова животна борба и зашто заминал од Интегра. Да, во продолжение на овој клип, господинот Зафировски вели дека Интегра ја напуштил поради немањето на слобода во партијата, односно непочитување на тие либертаријански постулати од страна на партијата, немал слобода на изјаснување неговите мисли и така натаму и поради тоа човекот решил да си замине. Ова ќе стои малку повеќе на екранот, така дека може да прочитате она последниот ќе преку другите. Да, општо она што може да се забележи како една синопса на
CV-то на господинот Да. Зафировски е дека тој е ветеран на и тоа од некој висок калибар во Министерството за внатрешни работи, особено по државна безбедност и контрола на работењето на тој има тој веќе од 99 година може се каже дека непрекинато е врзан за контрола за внатрешната контрола во секторот на МВР. Секторот за внатрешна контрола. Сега покажи го што е задачата на одделот за внатрешна контрола. Значи, согласно Законот за внатрешни работи, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди е посебна и независна организацијска единица на Министерството за внатрешни работи, која остварува внатрешна контрола за потребите на Министерството и спроведува постапки за оценување на законитоста на постапувањето на вработените во МВР. И тоа е една функција која еден оддел кој контролира целото работење на МВР. Значи, тоа е функцијата што е вршил 99-2000 година, главен инспектор 2001. 99-2001, да, главен инспектор во сектор за внатрешна контрола на МВР. Тоа е периодот на отворење на досијата и на МВР. почеток на војната со албанците. Да. И сега, дали е малку предвремено да го поставам прашањето, меѓутоа ќе биде прашањето кое што ќе се верувам привлекува. Јас да ја обавестам публиката, впрочем го немав гледано интервјуто, ова е прво моје гледање интервјуто, ти го имаш гледано, така да верувам дека ова тема ќе се провлекува низ дискусијава. Доколку човеков е голем застапник за човекови права и за тие либертаријански постулати, не знам што, а исто времено бил тесно запознаен со работењето на службата на државна безбедност, зошто до сега не сме го чуле име во Војслав Зафировски? Зошто до сега тој не настапувал како некаков си критичар на работата на МВР, како некоја контра на Најчевска и на Милчин, да го опишува работењето, односно она што ние го работиме тука како лаици 20 години, тој веќе можел да го изработи многу по-детално и со многу по-добро голем авторитет, многу по-добро познавање. Па јас би послушал уште една работа за господин Зафировски. Тој од 1991, 1990 година, 1999 година е професор во Средно политичко училиште по предметите полицичка тактика и полицијата и човековите слободи и права. Значи, генерација, тоа се колку генерации ќе дојдат во тие 8 години. 8 генерации се излезени полицајци кои продолжиле потоа на факултетот за безбедност и тие станале столб на македонската МВР. Тоа се стотици луѓе, илјадници луѓе можеби. Да, значи оние кои работеле во МВР во периодот од 2000 година па се до денеска, уште се во работен стаж тие луѓе. Значи, еве да кажеме првата генерација завршила 94-95. 3 години, не знам колку беше тој факултет за безбедност, или 4 години, веќе 99 година влегуваат првите кадри во службата да работат веќе образувани од овој човек. Од овој човек и после оsamostalување на Македонија. Значи, два битни услова. И сега човек кој вака убаво зборува за човекови права, кој одлично ги познава постулатите на западните демократи, на во што се гради секоја демократска држава, сигурно на тие своји ученици и го пренел тоа негово чувство, тоа негова желба за почитување на човекови права, човекови слободи, еднаквост пред закон. Но
Сега, затоа реков, кога ги слушав првите негови зборови во интервјуто, ме натера да проверам неговата биографија. Бидејќи бев изненаден од таков човек, да не сум го сретнал во целото мое пишување, истражување, барање, да не сум прочитал од него збор за осуда на работењето на Фрчковски, на МВР од 91 година па до ден денеска. Како тој како либертаријанец почитуваш на личните права и слободи, на човековите права едно друго, како овој човек можел да живее со себе си со чиста совест, да работи во Министерството за внатрешни работи целиот овој период без да каже збор. И тоа да има од 99 година веќе да има висока функција и можност да биде коректив. Да влие врз законите, врз работата на службата. Работата на службата и за почитување на уставот и законите. Ајде да натака, сега јас не сеќам веќе што има во второто видео, бидејќи се десетина парчиња исечени. Да. Па да не се преклопуваме. Само ќе кажам, токму ова е причината зошто кренав раце од либертаријанството, посебно либертаријанското движење во Македонија, затоа што се појавија луѓе, не токму овој човек, туку слични луѓе на овој, луѓе некаде во твоја генерација, родени во 50-тите, 60-тите, значи во тврдиот комунизам. И одеднаш се појавија луѓе дотерани во дело, представителни, повозрасни луѓе кои што одеднаш почнаа да пишуваат либертаријанска теорија. Еве Љупчо Ристовски, председателот на Интегра. Да. Либертаријанец. Да. И сега, тука една работа, ова сакам да го зборуваме, многу време веќе ми се влече мислава, нема сега да ја дискутираме многу, меѓутоа, либертаријанството, како што јас реков, беше една идеја со која што можеше да се заштити македонското ткиво од овие двојазичности и сите овие федерализации. И мислам дека тука имаше, се увиде од страна на службата таа идеја, опасност и затоа се кооптираше од ваквите луѓе. Да. Смислен концепт, без јавна дебата меѓу стручните луѓе, меѓу оние луѓе кои ја разбираат работата. Едноставно се собра една група луѓе, им беше наложено. Еве грешка. И без IT експертска контрола на работењето, они може да прават буквално што сакаат. На сето згора, се извинувам, се донесе законот за Агенцијата за национална безбедност, на која повторно и беше дадено право да користи техника за прислушување на електронските комуникации. Што е со прислушувањето? А првично кога се креираше ОТА, беше кажано само ОТА ќе биде таа институција која ќе прислушува. Со налог од суди. Со налог од суди, одјавен обвинител од судот, нема мрдање. Меѓутоа излезе дека сега и Агенцијата за национална безбедност ќе прислушува. Имаме една информација. Сега, овдека е многу интересно ова. Човекот зборува за тоа дека повторно е прекршен законот, со тоа што законот за АНБ и за ОТА, со тоа што постои можност да прислушкува сега и Агенцијата за национална безбедност. Сега, каде е проблемот? Заборава господин Зафировски дека тој во неговото циви пишува, отвори го неговото циви, да го посочи што, дека работел на... За која година? Председател на работна група за подготовка на закон за полиција 2005-2006 година и законот за внатрешни работи 2009-2010 година. На крајот од овие Да.
Значи, човекот има многу, господин Лазаревски има многу, не Лазаревски, Зафировски, има многу битна улога. Тој председател на работна група. Значи, тој го прави законот за внатрешни работи 2009-2010 година. Што е во тој закон? Она што е многу битно. Се извинам, дали има нешто конкретно спорно со ова што го рече Зафировски во овој клип? Да. Да. Еве што е спорно. Поред? Тој вели дека овозможено ни е на АНБ да прислушкува. Како е овозможено? Тој учествувал во изработка на тој закон. Тука е проблемот. Тоа е она што сега човекот заборава што правил и денеска зборува дека тоа не е уставно, тоа не е по закон. Сега отвори го на Герот. Текстот за Геро. Да. Да. Текст на Геровски и вака вели: имаме службен вестник 92 од 2009 година во која се правени измените и дополнувањето на законот за МВР од 1995 година. Службен вестник од која година? Еве го. Да. Да, од 95 година. 95 година. Да. Тоа е првиот закон за МВР Да. и за СДБ во кој се овозможува со правилник да се прислушкува и да се прекрши уставот, да се прислушкува со подпис само на министрот. Значи да се дерогира уставот. Уставната дека единствено е можно прислушкување само со налог на јавен обвинител или суд. Сега како оди понатака. Службен вестник 92 од 2009 година, значи времето кога Зафировски го изготвува законот за работа на МВР. Дали е тоа подолу тука? Веднаш не сум го вадил службениот лист. Само во член 19? Да. Да. Ова се пише службен вестник 92 од 2009 година, во кој се правени измените дополнувањето на законот МВР 95 година. Еве ги измените. Во вршењето на работите од својата надлежност, работниците на управата можат да собираат податоци, известување и информации од граѓани со користење на јавни извори, вклучувајќи увид во регистрирани и збирки на податоци, како и со примена на посебни мерки и постапки за трајно собирање на податоци согласно со закон. Член 23. Управата може да собира податоци со користење на посебни мерки и постапки за тајно собирање на податоци под услови и на начин пропишани со закон. Законот е од 95 година. Значи нема нов закон. Законот е 95 година. Значи само но за да се завитка во уште по дебела обвивка, да не може се открие каде е играта, само се споменува. Добро, тука ја воопшто не гледам никаква информација тука. Едноставно вика дека управата може да собира податоци. Да. Како може да дојде до тие податоци? Ама затоа вика тој. Да. Собирањето се работи согласно Законот од 95 година. Во законот од 95 година сега ќе го видиме. Еве го, најдобро се гледа оди погоре решението за прислушкување на овој Евгений. тракиец. Да. Вика вака, правилник за работа, службен вестник број 10 од 31.10. Значи повторно е регулирана со правилник. Правилникот е оној истиот од 92 година,
која му дава властување на министерот, да тој подпишува налог за прислушкување. Не судот, не јавниот обвинител. Значи, Зафировски само го пренесува во законот кршењето на уставот. Овие закони и прописи, правилници на службата на Министерството за внатрешни работи и службата за државна безбедност ме потсетуваат сега овдека како на западот како работи левичарските медиуми како работат. Значи, например, јас ќе напишам текст дека Јордан е носко и ќе дадам линк. Да. Линкот е мој текст, Да. што сум напишал дека Јордан е носко. Да, тоа е. Па, да се држиме на ова. Да. Тоа е целата игра, овдека, но сега одиме понатака. Со новиот закон од донесен 2014 година, објавен во службен весник број 42 на 3 март 2014 година, повторно се зборува за собирање на податоци. Член 26. Член 26, да. Во вршењето на работите од својата надлежност, работниците на управата може да собираат податоци, известување информации од граѓани со користење на јавни извори, вклучувајќи увид во регистрирани и збирки на податоци, како и со примена на посебни мерки и постапки за тајно собирање на податоци согласно со закон. Закон, да. Кој закон? Законот, ама сега треба значи мора се враќаш да го бараш законот и доаѓаш до правилникот, не закон, до правилникот за работа. Значи не постои закон за како е регулирано со закон прислушкувањето. Закон ако е, ќе се повикува на член 17 од Уставот и крај тука завршува. Да. Тоа е била законската врска на Зафировски. Да. И во неговото својство на контролор На на контролор, да. внатрешната работа и во неговото својство на совет на председател на работната група за пишување на двете функции. Да. Значи, тука е целата она Тоа станува збор за колку години сега испадна дека човекот бил без престан малте не, значи од 99-та до пенсионирање. пензионирањето, значи 10 години 10 години. работел во највисоките и најодговорни Да, кругови на министерството. Значи интересно е кога зборуваме вака за удба или за службата или за нив, за оние, за Да. тие, обично не можеме да го ставиме лицето на тие луѓе, не знаеме кои се. И сега од време на време ќе се јави некој Да. како Човеков, не по основа да каже јас сум тој, ама ете за да се пофали Да. колку се неговите креденцијали, ќе каже па да, јас сум тој. И сега полека, но сигурно еден по еден полека ги гледаме Да. лицата на злото. Да, на злото. Еве, јас сум го извадил тука во текстот, за да го појаснам што вели законот од 95 година, кои се повикуваат сите следни закони за МВР врз основа на член 29 и 30 од правил. Ова тука на службен вестник ли сме сега? Не, оди надоле. Ова последниот од 2014 што е, па нели собирање на податоци член 26, Да. под него е објаснувањето, Аха. кое е дадено во Врз основа на член 29 и 33. да, Од правилникот за работа на ДБК, службен вестник на Република Македонија, посебен службен вестник број 10 од 31 октомври 95 година и член 3 од упатството за постапка и начинот на примена на оперативно-технички средства и методи од работници со посебни должности и овластувањето овластување во Министерството за внатрешни работи, а по поднесениот предлог на директорот на ДБК. Еве го, мислам, по-јасно тоа што го говорам цело време. Значи, мора се вратиш до 95-та, всушност 92-та, бидејќи пак до 95-та година е користен правилник донесен во 92-та година во службен исто тајен службен вестник број 10 од 92-та година.
И тогаш ја наоѓаш комплетната врска дека А правилникот од 92 година е заснуван на што? на правилник на работа на закони од СФРЈ, на еве го член 26, тука е наведен. И сам се да биде јасно, да нема недоразбирања, член 24, службен лист на СФРЈ, број 15 од 84 година. Нагоре, надолу. Нагоре, ади, слободно. Член 5, 24. Еве. Да. Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако тоа е потребно од причините за безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во работите од делокругот на органот може со своје решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се преземат определени мерки со кои се одстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства за општење. Значи ова е членот кој што го прекршува Да. член 17. Кој го прекршува устав. И сега, што да кажам повеќе? Има ли место да разговараме за толку е пластично направена овој преглед, да се гледа дека воопшто нема никаква промена. И затоа и денеска Агенцијата за национална безбедност прислушкува и се тоа има закон, основа во правилникот за работа, кој не е уставен. Одделот за внатрешна контрола на МВР до сега тоа не го санкционира. Иако, значи, тој оддел не постои од денеска, постои од 91 година. Сите луѓе кои работеле таму го почитувале правилникот. Иако се заколнуле ќе работат по уставот и началата на уставот. Нема, тие часовниците за пензија ги добиваат не за штитење на уставот, туку за придржување до овие закони. Е така. Мислам, се објаснивме тука, да одиме понатаму. Да. Сега одите на втор дел кој е така малку по... Шувала. Морам да кажам еден свој став. Тоа е дека државата мора да најде, да смогне сили, да се извини на ние 2-30 граѓани кои беа прислушувани. И да донесе закон со кој ќе ги обештети тие граѓани. Ќе прашате зашто? Затоа што секој еден граѓанин на Република Македонија има уставни гаранции. Уставот ја гарантира приватноста и корпусот човекови слободи и права. Значи сега да не забравиме човеков влегува во ВМРО ДПМН. Да. И тоа е всушност поводот за неговото гостување тука. Да. Сега ова ми делува на уште една гога која влегува во ВМРО ДПМН да се бори против титоизмот на Груевски. Да. И тоа, ова е, Гога е мала беба за ова. Сега што е овдека главното? Зафировски прислушкувањето мора се казни, мора да се извинат за на 30.000 прислушкувања, неуставни прислушкувања. Што правиме со неуставните прислушкувања? Да не зборам пред 91 година. Со овие што ги наведовме од 91 па до денеска. Но кои не се на политички и идеолошки неистомисленици на системот во Македонија. И тука е проблемот. Сега Зафировски плаче, рони солзи за да се исправи грешката кон овие 30.000 луѓе. Што правиме со стотиците илјади во кои тој учествувал со изготвување на закон после 10 години самостојност. Не повеќе 10 години. 20 години самостојност 2009 година и 2010, значи 20 години самостојност, 19 години од носењето на новиот устав со кој се гарантира слобода на
на Печа се забранува прислушкување без полициски налог, без судски налог или без налог на јавен обвинител. Тој го преточил го погазува тој уставен член 17 и пак во законот 2009 бидејќи председател работна група дозволува да се прислушкува незаконски. Сега ние неуставно. Ние не знаеме овие 30.000 луѓе дали се прислушкувани со подпис на министер, бидејќи За нив досијата не се отвори, а ги немаме црно на бело налозите за решенијата. Решенијата, така да. Ова е само шпекулација. Спекулација, чиста, ништо друго, нема тука ништо. Повеќе од спекулација. А сега па да кажам, еве една шпекулација моја. Да беа навистина незаконски тие прислушкувања 30.000. Немаше ли да процури едно решение? Па затоа нема решение. Бидејќи ќе се откриеше играта дека се прислушкувани со преку правилник кој е од 92 година. Тука е и од 95-та повторно како што Значи ти вериш дека точно е дека неуставно било прислушкувањето, Да, меѓутоа овие не смеат да го покажат тоа црно на бело затоа што ќе се покаже дека всушност ова е континуитет на она старо прислушкување. Зашто од претходно. нема еден разговор во прислушкуваните разговори од прислушкување на мене. Или на некој на кој има отворено досие после 91 година. Такви имаме во Македонија уште и се прислушкуваат уште. Зошто нема еден прислушкуван разговор? Лазаревски, бидејќи и тој Костовски се наводно тие кои свиркачите кои наводно правеле селекција на разговорите, што не се повеќе сум убеден дека не е точно. Тие се само луѓе кои требале пред јавност да бидат представени, тоа го работел тим, самата пета управа. Да. И дала материјали. Затоа си замина без проблем оние двајца од петата управа на Груевски, како беше име и оној другиот, што се во Грција. Тоа е целата работа. Затоа нема нема решение за прислушкување. Еве сега во аферата Атлантик. Побарав од неколку луѓе кои имаат контакти со материјалите кои ги добиле за аферата Атлантик, никој не сака да ми го пушти решението по кое е прислушкуван. Значи, многу работи или не им го дале решението, ама никој не ми ветија двајца, ми ветија дека ќе ми го пуштат. Значи го имаат решението. Сега, не би сакал да спекулирам понатака, тука ќе застанам. Ние немаме видено ни едно решение за прислушкување од 2002 година, од 2000 година навака. Нити во големото уво, нити во аферата бомби. И тоа јасно говори, после кој ќе се види овој континуитет што го прикажавме, како е правен законот за МВР и за УБК, така е правен и законот за ОТА и за АНБ. Тој човекот вели за 3 дена е направен законот за АНБ. За ОТА. Кога препишуваш тај закон. Така да не е проблем. И тоа е цела работа. Дојде понатака. Готвена. Да не кажам со години наназад, кажувам, предупредувам, укажувам дека е неопходно ние самите внатре да ги средиме работите во сопственото буниште. Првиот предуслов, првиот чекор што треба да биде во таа насока е да се врати владењето на правото во државата, а не владењето на политичарите. Правото мора да биде алфа и омега за се во државата. И за општествените, и за економските.
повторно она старата добра да се врати, слободата да се врати. На Заев, слоганот Заев кој го употребуваше, да ја вратиме да го демократијата, вратиме. да ја вратиме слободата. Еве ја на Заев ја гледаме веќе 4-та година слободата и право. Враќањето на кон слободата. слободата и враќањето кон владењето. Демократијата на право. Еве сега, човекот кој го кршел правото, кој го кршел законот и овозможил еден куп неовластени прислушкувања. Со тоа веќе навлегуваме во многу други работи кои не ги знаеме докрај, луѓето не ги знаат докрај. Колку се уништени животи, уништени кариери, злоупотребени информации, заразни. Тој е носител на кршењето на правото. Бидејќи тој го донел законот, бил човек кој требал да ја контролира работата на внатрешна контрола, значи да ја контролира и УБХ, човек кој го направил законот 2009 година и 10. И сега... Значи, тука шпицата е безбедносните агенции не ги почитуваат основните европски стандарди. Значи, тоа е шпица од пред 10 минути предходно во дискусијата. Тоа е ова што го тврди Зафировски, дека значи македонските агенции не ги почитуваат европски стандарди. Тие европски стандарди, односно тие европски институции кои што ги мерат стандардите, во речи 30 годишното постоење на Република Македонија, мислам дека немаат еден извештај во кој што пишува дека во Македонија владее правото. Да. За какво враќање, на какви... Значи, ако тој од една страна се повикува на европски стандарди, да. Европските стандарди викаат дека во Македонија никогаш не владеело правото. Па исто како Заев што ни нудеше демократија и слобода, го и правото. Сега тој дава подршка на Заев. На Заев, да. Така. Да се врати уште поголемото незаконие. Мислам дека ова нема, но пак во времето на комунизмот заримало... Има Африка, нема така. Да. Одиме за следната? Да. Ме повлековте за јазик. Знаете ли дека нема организиран криминал во државата без инволвираност на полицијата? Па го слушнаме, тоа го кажа и техничкиот премиер, го кажа тоа за сериозен... Да, ето. Но пратениците на ВМРО ДПМ не се инволвирани во криминал, но собранието можат да поднесат иницијативи, можат имаат, мислам дека тие се раководители на... Сега. Убаво признание. Убава една она што веќе ми е срам да го говорам, дека без подршка на полицијата нема криминал. Криминалот во Македонија е криминал на државна безбедност. Таа го креира и таа го поддржува и таа го спроведува. И тука... Мафијата ја има структурата, самата мафија е произлезена од римската легија. Значи мафијата си е таква една структура, хиерархиска, бирократско-хиерархиска структура. Значи, токму службата е онаа која што има најголема сличности во најдобри, кога работи по најдобри нишани, таа е онаа која што има најголема сличност со мафијата. И кога веќе ја ставаш таа организација во рацете на вакви луѓе, јасно е дека и таа ќе постапува како мафија. Ама во држава во која се прислушкува секој, во која има стотици илјади соработници на службата, за можен криминал без замин на службата. Да. Тие знаат што ручаме дома, карикирам сега. Да. Но, а не знаат дека правам криминал. Досијата укажуваат јасно дека секоја личност која што е абнормална според стандардите на службата, веднаш го привлекува низиното внимание. Значи, ти дали работиш бизнис, дали работиш уметност, дали си сатирист, дали си писател, дали си што. Ако испаѓаш вон нормалното поведение, веднаш си под контрола. Значи, не може да постои криминал за кој што службата не е запознаена. И тука сега Момировски инсистира ВМРО да ги покрене, бидејќи ги води комисиите за надзор
врз ОТА и АНБ и Агенција за национална безбедност да покрене да барање да изврши увид на нивната работа. Што можат тие луѓе кои не знаат, ова го тврдам, пратениците дека немаат абер што треба да бараат по службата. Еве, ќе им дадат дека законот службениот лист во 2017 година дека се работи по закон на и готово. Тоа е за нив ќе биде крај. Да. Завршена расправа. Завршена расправа. Се е како што по закон. Еве, службен лист вели и ние работиме по закон. Кога ќе побара, ама чекај, еве, ама кој подпишува? Па еве имаме правилник за тоа и тоа е по закон. Точно објавен во службен, посебен службен лист, крај. Како што си напишал инспекторот во твоето досие во реплика на текстот Полиција и политика, дека се што е работено во однос на тебе е правено во договор и со знаење на претпоставените негови. Овдека во според закони и правилници. Не. Да, и според закони и правилници. Не може да е прво пратениците се луѓе кои не се стручни да прават контрола на службата. Тоа е број 1. Граѓанската комисија која требаше да врши надзор беше посебна приказна, таму беа Најчевска, беше Горан Калајджиев. Гордан Калајджиев, не знам уште кој беше, тоа беше исто комисија која е слика на Зафировски. Да. Луѓе кои што ги образувале работниците и писателите на законите. И ги знаат, запознаени се со прекршувањата кои ги правела службата од 91 до денеска и не реагирали никош. И сега тие ќе прават контрола. А таа контрола, ако ја прави контрола вистинско лице и вистинска екипа, ќе ги открие неправилност. И тогаш и Зафировски, и тие сите граѓански здруженија, и сите кои вршеле надзор, кои велат дека учествувале во надзор на работа на службата, ќе треба да одговара. Кој ќе си го дозволи тоа? Никој. Тито Пјатковски беше едно време председател на комисијата за надзор на работа на службата. Абсурд до абсурд. Додиме со последниот. Да и да. Сад иницијативи можат имаат, мислам дека тие се раководители на комисиите за надзор на безбедносни служби, така што постои. Добро, вие не верувате многу во... И како поминаа тие комисии до сега, еве? Да. Добро. Значи, дали има некој друг коментар или некои малце поопширни коментари околу ова да дадеме? Јас би рекол вака, две работи се произлегуваат тука како некои што треба да се прокоментираат. Едната е прво дека се потврди видеото што го правевме за Ристовски за Интегра, дека и твојот заклучок дека Интегра е всушност ново гнездо на службеници. Со ова се потврдува и сега тоа јадро прави, значи одиме во вториот чекор. Очигледно дека твојата препорака за фракционерство некој службата слуша и еве го зеле твојот совет и сега се чини дека се повторува ситуација со 96-7 со КСИО. Не само со КСИО, и со уште една друга работа се повторува работата. Приминувањето на луѓето од Демократската партија. алтернатива. Демократска партија на Гошев во редовите на ВМРО. Да. Така да, се удба секојаш ги повторува, само што, бидејќи никој не обрнува внимание дека се повторуваат исти сценарија и тие поминуваа за сега. Да. Па, некои викаат историјата не се повторува, ама римува. Пошто не можеш да ја повториш вистински, ама... Ама еве, истите луѓе од Демократска партија, само сега настапија под името на Интегра. Се растураат и едната група преминува во ВМРО,
Што ќе прави сега таа во ВМРО е Тие си прашање. го завршија своето во овие избори. Да, одзедоа гласови. Одзедоа гласови, може би не она директно нивните гласови, не сите оние кои што гласа за нив се одземени гласови, туку и на го нарушија, како да кажем сега, не реномето на ВМРО, туку едноставно со нивниот настап против ВМРО ДПМНЕ, тие на тој начин, ја би рекол, има сигурно обесхрабриле повеќе луѓе да излезат од што гласале за нив. 12.500 гласа освоја. Сепак тоа е бројка која си гласачи 95% гласаше на ВМРО ДПМНЕ. Да. Така да. Си е заврши работа точно она што го предвидовме во нашето видео, што го кажавме во нашето видео, не предвидување, него ние изнесовме факти. Да. Се обистинија. Сега се обистинува во вториот дел. И сега, значи, што се прави? Се прави нова инвазија во ВМРО ДПМНЕ. Да. Ново одење уште поналево. Поналево и се повеќе напуштање на идеологијата на ВМРО. Да. Сега доаѓа, зборуваме за фотокопии, сега доаѓа како или на времето кога беше факс. Да. Кога ќе го оригиналот е читок, лесно се чита, се е убаво разбирливо. Првиот факс кога ќе го пратиш, веќе половина не се чита. Кога ќе го пратиш по истиот тој факс повторно, кога ќе го пратиш по веќе 75%. И пети или шести пат добиваш само црна страница. Така. Тоа е всушност што се случува сега со ВМРО ДПМНЕ. Ова е само додавање на уште еден слој на перење со варикина на принципите на ВМРО, на ВМРО-вштината, на македонштината, и сега се додава нов слој на антимакедонизам. До сега не сум бака бил, но баш ќе ме интересира кога ќе го објави видеото, како ќе реагира врвот на ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи им праќаме јасни докази кој човек влегува во партијата. Да, ова е најголема опасност за нив, затоа што партијата ВМРО ДПМНЕ ние одамна стоиме на став дека таа е оддалечена и се повеќе се оддалечува од јадрото на ВМРО-вштината. Меѓутоа ова е најмногу за нив најголем проблем, зашто и пуште една работа, да видиме дали ова го прават од незнаење. Ете, го прифатиле човекот, слушајќи ги убавите зборови од него, или е по налог да се работи на разнебитување на партијата до крај, на истинување на ВМРО-вскиот дел и привршување на планот за ништена Македонија како држава. Тоа е. Ви благодариме на вниманието, како што реков, веројатно од сега па некаде до декември ќе се гледаме ретко, можеби ни еднаш. Да, во најдобра слика ќе имаме спорадични епизоди. Импровизирани спорадични, меѓутоа потоа се надеваме дека ќе се вратиме на нашата работа и дека ќе продолжиме со нашите проекти. Во меѓувреме се надевам дека во отсуство на студио, дека можеби ќе може малку повеќе да се сконцентрирам, да го завршам зборникот со меморандуми од ЦИА, а тоа веќе ќе биде и еден вовед во она што сакав, што веќе проектот кој што го работиме, а тоа е историјата на Македонија, особено оваа историја од 45-та до денес. Така. Ви благодариме за вниманието. Ве молиме да го лајкувате нашето видео, да го споделувате и да им ги прераскажувате овие работи на вашите пријатели и роднини. Се надеваме дека ќе останете со нас и понатаму во нашата борба да ја осознаеме и распространиме вистината за Македонија, затоа што само вистината е она што ќе нас слободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.